Како доверлив курир на Гоце Делчев, Ангел Бабабожанин Винички е организатор на тајниот пат од Виница за Кјустендил, кој поминувал преку селата Драгобраште, Грљани, Илиово, Драмче и Ветрен. Во селата Ангел има доверливи соработници кои при преведувањето на луѓе преку границата и пренесувањето на оружје и други материјали го обезбедувале тајниот пат. Во 1897 година, кога една банда губила виничкиот бек, Ќази Мага и селскиот курир Васе, разоткриена е тајноста на организацијата. Разоткриено е дел од нелегалното обезбедено оружје, дешифрирани се тајни писма, пронајден е списокот на селата во кој имало скриено оружје. Турската полиција, барајќи ги убијците на бегот спрема македонското невино население од Виница и околните места, применувале репресивни мерки, малтретирале, тепале, затварале и слично, при што почнала и потара по Ангел Винички. Ангел по брза постапка организирал скриеното оружје во селото да се пренесе на други места и тој, за да не падне во рацете на полицијата, со сопругата и ќерка му замениле за Бугарија и се настаниле во Кјустендил, од каде ги продолжил револуционерните активности. Со едноминутно молчење и полагање цвеќе денес пред споменикот на плочата на Ангел Винички во село Драгобраште се поклонија представници од организациите на пензионерите и борците од Виница, Кочани, Штип, градоначалникот Ивица Димитров, представници од училиштата, како и од Општинското здружение на пензионерите. Испратена е чета од 80 турски војници за да го ликвидираат Ангел и неговата дружина, кои илегално престојувале на Драгобрашкиот терен. Турската чета го заобиколила Драгобрашкиот терен и многу предпазливо пребарувале. Откако Ангел и неговата дружина дознале за нивната потера, 5 мина од нив успеале да се пробијат преку обрачот на турската чета, а Ангел и уште тројца се забарикадирале и воделе неравна борба со турската чета. При повеќе часовите престрелки од турската чета биле убиени 30 на војници и поголем број ранети. Истовремено биле убиени и тројцата соработници на Ангел, така да Ангел останал сам да дава отпор. Откако ги испукат сите патрони и патроните што ги оставиле од неговите други тројца соборци, одлучил сам да се самоубие. Ангел, за да не остави нешто за трофеј на турската чета, ги скршил пушките и револверите, ги скршил камите и часовниците, ги расфрлил парите што ги имале, се расоблекол, седнал на земјата и една скршена кама си забудил во срцето.